Почитувани гледачи, во денешното издание на емисијата Здравје и живот ќе зборуваме за една многу актуелна тема – алергиските реакции. Со будењето на природата во пролет се будат и здравствените проблеми кај населението, особено кај дечињата. Зошто е тоа така, ќе разговараме со специјалистот доктор Сани Бајрами. Докторе, кажете ни, дали во пролет се зголемува бројот на дечиња кои што страдаат од алергиски реакции? Секако дека секоја сезона, мислим годишна доба, ги има своите специфики и своите специфични здравствени проблеми кај детската популација. Така да и пролета ги има своите специфики и своите карактеристични болести кои се најчести во ова временска доба. Како што рековте вие, алергиските реакции се карактеристични за пролетниот период, што значи дека во пролета децата се опфатени со некој од видовите на алергиските реакции. Секако дека кај сите возрасти кај децата, во сите периоди на својот развој, имаат разни појави на алергиски реакции. Да почнеме од новороденчињата, пример, од првите денови, и новороденчињата знаат да дават некои видови на алергии или реакции, кои би можеле да бидат реакции во вид на кожни промени, алергии кои се појавуваат од, да кажам, од надворешната средина, од облеката и со сите можни други, да кажам, медицински и немедицински препарати кои може да се употребуваат во таа детска возраст. Секако и во наредните периоди од детскиот развој, пример во доенечкиот, во предшколскиот, школскиот и така натаму, се појавуваат разни видови на алергии. За да едно дете има алергиски реакции, тоа значи дека треба да има генетски предиспозиции или генетска настроеност кон алергиски реакции. Така да тие деца се склони повише, за разлика од другите деца, да појават алергиски реакции. Во секој случај, нема дете кое нема било која форма на некоја реакција. Така да во животот секој дете е опфатено било од некоја минимална или од некоја поизразена алергиска реакција од било кој странски агент, да кажам храна, надворешна средина, облека и така натаму. Сега пролетниот период зошто е специфичен за ова вид на патологија кај децата, значи за овој вид на болест. Во пролета, иначе, надворешни агенти се појавуваат најчесто и кои прават доста голем проблем кај децата во промена на здравствената состојба на децата е поленот. Значи, сите, да кажам, надворешни агенти кои имаат во својата содржина хистамински препарат или хистаминска содржина, и поленот е една од тие агенции што знае да дава, да кажам, алергија. Тие деца кои се склони, кои имаат генетски предиспозиции од некој вид на хиперсензибилитет, појавуваат некој вид на алергија. Така да во пролета, значи, е специфично појава на алергиските реакции. За разлика од другите, да кажам, сезони, во зима, пример, имаме сезонска појава на инфекции. Било тие да се вирусни, било да се бактериски. Во пролета имаме појава на проливи, на повраќање и така натаму. Значи, тие се сите, да кажам, сезонски појави на промена на здравјето на детето. Значи, констатиравме дека во пролет повеќе има алергиски реакции, а дали во последниве години многу се зборува дека се зголемил бројот на деца со алергии? Дали кај вас во вашето искуство забележувате една таква промена на зголемување на бројот на деца?
знаете што во светот воопшто е зголемена појавата на алергиските реакции. Тоа значи дека нашата средина, нашата храна е доста, да кажам, загадена од разни видови на, да кажам, на хемикали, на сите други видови на, да кажам, небиолошки материјали, кои многу делуваат директно на зголемување и така, да кажам, генетски предиспозираните деца да појават алергии. Така да и нашето подневје е, да кажам, е во еден раст на појава на алергиските реакции. Иначе во секоја пролет процентот на алергиските реакции, значи, се движи во тие рамки да се смета на сезонските алергии. Меѓутоа, секоја година се забележува еден благ раст во проценти во целиот свет, така да и кај нас. Сега, тие деца што се, да кажам, генетски предиспозирани, значи што имаат генетска предиспозиција, се во 1% по одложени, значи значи даваат по изразени реакции за разлика од другите деца кои веќе немаат некоја генетска предиспозиција за такви промени. Алергиските реакции, пример, може да бидат од најблагите, почнуваат, пример, значи во почетокот на поленизацијата, почнуваат, знаат да значи со клиничките знаци, првите клинички знаци е појава на солзи, појава на значи кивање, појава на кашлица и значи тие реакции знаат да се движат до појава на тешки обструкции, значи на респираторниот систем, односно пореметување на дишењето. Секако дека во целиот период на пролета тие деца во секоја нивна изложеност на овие алергени, значи знаат да автоматски реагираат на тие странски агенски, значи или на, да кажам, на зеленило, на храна, на облеката и така натаму. Како родителот да препознае дека се работи за алергија, а не за обична настинка, за да го донесе на лекар, па соодветно да се третира? Секако дека родителот е тој што треба да ги, мислим, да ги дава точните податоци, како почнува таа реакција, таа хиперсензибилност кај неговото дете. Секој родител, пример, забележува дека кај неговото дете почнува да течат повише солзи, да кива, да кашла, преку ноќ да дава, да кажам, крчење, што го нарекуваме ние визинг, и секако дека треба да се консултира со докторот и да се прават некои рутински исследувања. Клиничкиот аспект е многу доста битен и некои од лабораториските испитувања кои докажуваат дека некое дете поседува некоја хиперсензибилност која треба да се, да кажам, да се класифицира на некоја од видовите на алергии. Пример, некои од рутинските анализи кои би требало да се направат или да ја диференцираат, да кажам, да прават разлика меѓу една обична инфекција, една обична вироза со алергија, се испитување на имуноглобулини, односно IgE, и нормално дека докторот одредува дали има индикација или потреба за исследување понатамошно. Кои би биле од, да кажам, од видови на алерготестови. Знаат тие што се бават со детската популација дека алерготестовите се од неколку, ние ги викаме од неколку панела, каде што се испитуваат, да кажам, инхалативните агенси и нутритивните, што значи треба да се испитува одредено дете дали е алергично на храна и било кој вид на храна која има некоја алергија, и тоа дете дали има реакција од
значи инхалативни, значи од странски агенции, надворешни, од видот на трева, прашина, животни и така натаму, и се одредува точната, значи точниот предизвикувач на алергијата. И сега, ако веќе го детектираме значи одреденото дете од што е алергично, и постапките се полесни и поедноставни, секако дека и за третманот е полесен. И за родителите, меѓутоа и за лекарот кој го води одреденото дете. Во однос на препознавањето, кога родителот треба да ја донесе одлуката дали да посети лекар, дали има некоја врска временското траење на симптомите, значи дали повеќе подолго траење на течење на нос е индикација за алергиска реакција? Знаете што, кај некои деца, пример, од првите денови на раѓање, знаат да дават некои промени. Да кажам, првите реакции, мислим, првите знаци за некоја алергија почнуваат од првите часови на после раѓање. Да кажам, од реакција од јаглени хидрати, од интолеранција, значи нетолерирање на лактоза, значи интолеранција на протеини на млекото. Значи од првите денови тие деца знаат да дават промени. Така да тие деца веќе се препознаени како деца, да кажам, атопични, или деца што во иднина ќе прават чести алергии. Првите, пример, кои би биле без некое испитување, тие деца, пример, во пролета, знаат многу често, скоро неколку пати во тек на пролета, да даваат такви, да кажам, такви епизоди на појава на кивавица, течење на солзи, кашлица и така натаму. Значи, тие деца, значи во тек на една сезона неколку пати знаат да дават знаци на алергија. Кои би биле препорака која би била за родителите за тие деца? Пример, ако некој родител има некој дете што веќе е, да кажам, е детектирано дека поседува некоја склоност према алергии, треба да се избегнуваат просториите каде што детето реагира. Треба да се избегне храната која на тоа дете дава некоја реакција. Ако веќе сме го детектирале дека од некој вид на храна или на надворешен агент има таква склоност, општите мерки би биле тие. Секако дека, да кажам, во потешките форми на алергии, тука доаѓа да кажам, во улога и лекарот. Сега, покрај тие, да кажам, превентивни мерки, постојат и мерки куративни или, значи, ординирање на лекови за спречување на понатамошно клиничко влошување на таа алергија која веќе е кај одреденото дете. Постојат голем број на лекови кои се употребуваат, кои имаат клиничка употреба на алергиските болести. Секој лекар одредува кој лек во кое време одредено треба да се употребува. Треба да се има во предвид дека тие деца што имаат чести алергиски реакции, да кажам, во респираторниот систем, тие деца се на некој начин кандидати да во понатамошниот развој нивен, да кажам, преминуваат од една фаза на алергиска реакција во една поавансирана, напредната фаза, да кажам, од обични лесни обструкции. Тие деца се на некој начин и кандидати за појава на астматичната болест, која почнува, мислим, клиничката диагноза се поставува не баш многу рано, да кажам од третата година. Меѓутоа, некои деца кои веќе појавиле знаци на обструкции, чести, со кашлица, со чести хоспитализации и така натаму, кои веќе се клинички диагностицирани,
со лабораторија, со алерготестове и така натаму, кај тие деца треба да се има на, да кажам, во предвид, да е превентивната мерка по опрезлива. Добро, вака тука ќе направиме една пауза за реклами, а подоцна ќе се вратиме повторно и уште еднаш ќе резимираме што се алергиски реакции за оние кои што подоцна се вклучија во нашата емисија и ќе кажеме уште неколку препораки за родителите. Нашите деца се нашето богатство. Грижата за нив започнува уште во стомакот на мајката. Здрава бременост по сите протоколи во новата гинеколошка ординација во Тетово Меркур Венера на специјалист гинеколог доктор Борислава Спировска. Најсовремена апаратура, стручен тим и достапност во секое време. Ординацијата работи со здравствени книжки, 3D ултразвук на матка и јајници, пап тест, колпоскопија, ХПВ типизација, брисеви, подготовка за инвитро оплодување, советувалиште за контрацепција. Резултатот од пап тестот го добивате во рок од 48 часа. Гинеколошката ординација Меркур Венера работи со термини со закажување. Закажете на телефонот 078 248 362. Локација во близина на Штоловиот универзитет, десно од семафорите на патот кон Брвеница. Убавината не е случајна. Во чекор со светските трендови, куќата на Убавина Силуете се грижи за вашиот совршен комплетен изглед. Доверете ја својата убавина во вистински раце. Во салонот Силуете Тетово ќе се погрижат за убавината на вашето лице, тело и коса. Проверете зошто познатите грижата за својата убавина ја доверија на Силуете Тетово. Најнова метода јапонско исцртување на веѓи, хиалурон пополнување на усни, фризура и шминка за невести, третмани за слабење, надградба на коса и ногти, со локација во Стара Тетовчанка. Убавината не е случајна. Силуете. Телефон за контакт 044 35 25 25. Почитувани гледачи, ја гледате емисијата Здравје живот, разговараме со специјалист доктор Сани Бајрами на тема алергиски реакции кај децата. Еве уште еднаш ќе го прашаме докторот за оние кои што подоцна се вклучија, значи што е алергиска реакција кај едно дете, како родителот да препознае? Значи, како резиме, што представува алергија или што представува атопија? Секој родител, да кажам со прво или второ, или кај нив како парови, кај таткото или кај мајката, постоело некоја алергија или некоја алергиска појава, тие веќе се спремни дека нивното дете, зашто алергиските атопиите или алергиските реакции се генетски предиспозирани. Така да, ако пример наследноста кај тие парови, да кажам со едно или со две деца, постои во еден голем процент да се наследува. Препознавање на алергиска реакција е тоа дека секое дете, ако посебно во пролетниот период, појавува промени, да кажам кожни промени, појавува промени во вид на течење на солзи, црвенило, значи како во вид на конјуктивит, во вид на блефароконјуктивит, значи алергиска реакција на окото, течење на носот, кашлица, сува кашлица, непродуктивна кашлица. Значи при секое изложување на, да кажам, на зеленило, детето појавува пример посебно во вечерните часови, ако детето во тек на денот
било изложено во овие фактори кои се алергиски, навечер автоматски следува некоја од овие реакции кои се знак клинички дека детето веќе има некоја алергија. Овие се вака во, да кажам, во кратки црти, што значи значи без многу оптеретување со медицински термини, што значи една алергиска реакција. Че тука за родителите едно појаснување, температура тука во никој случај не е присутна, така? Никогаш алергиските реакции не одат со појава на температура. Да не ги мешамо, пример, алергиските реакции со инфекциите. Некоја, пример, вирусна инфекција, било да е бактериска, било да е вирусна, значи оди со појава на температура. Меѓутоа, алергиските реакции никогаш немаат појава, значи не даваат појава на покачување на температура. Тоа значи, ако е температура, тоа значи треба да се гледа дека е некоја инфекција, но не е алергиска реакција. Како амбулантски ги лекувате алергиските реакции? Најголем број од децата се лекуваат амбулантски или во домашни услови, со препорака на лекови, со препорака на превентивно делување на сите изложувања на децата кон странските алергени, така да најголемиот број од децата се лекуваат амбулантски или во домашни услови со препорака. Еден помал процент на децата кои се со многу изразени алергиски реакции во вид на потешки обструкции, респираторни или пореметувања на дишењето, тие се хоспитализираат и се лекуваат болнички. Така да тие деца треба да се примаат во болница и да се лекуваат во болница. Меѓутоа, најголемиот, да кажам, 90% од децата кои имаат алергии се лекуваат амбулантски или во домашни услови. Да кажам, родителите се пола од доктор, поголемиот дел од работава го прават, треба да го прават родителите. Докторот само дава насока како треба да се постапи со тие деца и во кој одреден момент, која од терапијата треба да се дава. Меѓутоа, сепак, родителите се тие најкомпетентни и да кажам, најодговорни за своето дете. А колку оправдувате родител на своја рака да дава антихистаминици на своето дете кога ќе почне да кашла, например? Во никој случај, ниту еден родител не сме да дава никаков лек, буквално ниту еден лек, без да се консултира со својот доктор, со својот педијатар. Ако во консултација со педијатарот е одредена некоја терапија, тогаш мајката, родителот е надлежен, мислим, може да дава, да ординира терапија така како што одредил докторот. А во никој случај на своја рака не сме ниту еден антихистаминик да дава. Затоа што да кажам, во еден дел од развојот на децата антихистаминиците и воопшто не треба да се даваат. Посебно во, да кажам, во доенечкиот период, тогаш ниту еден лек кој е против алергија не сме да се дава. Мислим, затоа што тие антихистамински лекови го поминуваат енцефалобариерната пречка и даваат нус ефекти или негативни ефекти кај децата. Така да секако треба некоја консултација со докторот, па тек тогаш може да се ординира било кој лек, меѓутоа и овие лекови кои се одредени за алергија. Како се контролираат алергиските реакции кај деца кои што веќе имаат утврдени алергиски реакции? Значи, многу често на интернет читаме за некакви спрејови во нос, колку тие помагаат и кој ги препорачува нив? Реков и пред малку дека алергиските реакции се од неколку, да кажам, степени. Тие што се од благата форма, може да се, значи само со симптоматски третман, пример, ако, пример, некоја алергија дава затнат нос, пример, може да се употребуваат тие капки кои
немаат никаков нус ефект, негативен ефект кај детето. Меѓутоа, сега од сите страни, пример, од сите, да кажам, од сите страни на светот се пишува све, мислим, не знам што не се пишува, така да родителите и не треба баш многу да се базираат на пишувањата на интернет. Една консултација со докторот кој е надлежен за таа, или со алерголог, или со педијатар, или со било кого, или со дерматолог, треба да се консултира за да една консултација за детето, да кажам, некои деца што веќе имаат склоност. Кај нив, пример, до 7-та година, тие секоја година скоро појавуваат алергии. Така да ниту еден родител не треба да се базира на таквите пишувања, треба да се базираат на науката, што и науката, па чак, пример, има промена на своји ставови, на своји протоколи на третман, така да треба да се консултираат во секое време со својот доктор, за било која, да кажам, промена алергиска. Колку од дечињата во Тетово се на превентивна кортикотерапија, значи онаја која што ја даваат за потешките случаи на алергиски реакции? Сега во проценти не знам да кажам, зашто не постои некоја база на податоци за Меѓутоа, дали се голем број или се... Кај некои деца, пример, ние и немаме некој фидбек, да кажам, било да е негативен, било да е позитивен фидбекот. Меѓутоа, во Тетово во моментот постои одреден број на деца кои се на таква терапија. Меѓутоа, секоја кортикотерапија треба да биде во контрола и не треба да се злоупотреби начинот на дозирањето, време траењето на дозирањето, зашто кортикотерапијата има доста нус ефекти на организмот. Што со нетретирани алергиски реакции, значи непрепознаени навреме или погрешно третирани, еве да речеме со антибиотици третирани, затоа што многу често се случува да се помешаат, нели, алергиските реакции со инфекција, па да се третираат погрешно. Нажалост, има ли тоа некаква последица по здравје? Нажалост, кај нас мешањето, значи, или непрепознавањето на алергиските реакции со инфекциите е доста голем. Многу родители употребуваат без никаков критериум антибиотици додека детето е алергично. Употребуваат антибиотици, да кажам, скоро секој месец, додека во меѓувреме тие деца се алергични и со антиалергиска терапија може да се купираат тие симптоми кои биле доста чести и кои не се купирале со никаков антибиотик. Покрај тоа што родителите давале доста антибиотици, многу јаки, многу во време траење долго употребени антибиотици, клиничкиот аспект не е променет, додека во времето кога ќе се почне со антиалергиска терапија, веднаш тие клинички знаци на алергија се купираат веднаш. Така да тоа е еден знак дека тие деца се погрешно третирани или има доста деца што воопшто и не се третирани. Тие така спонтано се препуштени да кажам на својот развој и до еден момент кога кај нив се појавува, да кажам, клинички симптоми многу во развојна фаза, во вид на тешки обструкции бронкијални, во вид на ларингити и така натаму, кои тогаш директно треба да се хоспитализираат. Тоа е да кажам, во кратки црти како да се препознаваат алергиите и како да се третираат и како да се превенираат тие видови на алергиски реакции. Дали има спас од алергиските реакции, еве да речеме рековте до 7 годишна најчесто, меѓутоа дали со растење на детето ќе се намалуваат тие алергиски реакции, дали еднаш алергично дете значи цел живот со проблеми од алергиска природа или можеби еве да речеме во возрастната доба може да дојде до стишување на тие симптоми?
секое дете од првиот сат, од првата минута, да кажам од раѓањето па до својот развој, имунитарниот систем не е баш толку развиен. Така да со тек на растот имунитарниот систем се развива. До 7-та година тие деца што биле со многу чести алергиски реакции, тек тогаш веќе ги имат сите тие потребни внатрешни фактори кои даваат една гаранција за појак имунитарен систем. Најголем дел од децата кои имале алергиски реакции, од 7-та година натаму тие алергиски реакции се намалуваат до 90%. Еден помал број од тие деца остануваат и после 7-та година. Така да имунитарниот систем се развива од првата минута па натаму, како што иде развојот, растот и развојот, така и имунитарниот систем се развива. Во последниве години се дава во употреба се доста лекови кои се придонесуваат за развојот на имунитарниот систем. На некој начин тие делуваат дополнително, меѓутоа тоа што го поседува организмот, тоа е најзначајно. Значи секој организам поседува своји, да кажам, антитела кои се одговорни за реакција или за одбрана на имунитарниот систем или на организмот во целина. Така да во последните години се употребуваат доста многу лекови кои делуваат во развој на имунитарниот систем. Секако дека најбитно е зреењето, самото зреење внатрешно на имунитарниот систем на секој дете. Тоа е многу битно. Лековите делуваат во еден мал процент. Тие на некој начин се како суплементи, како да кажам како помагачи на тој имунитарен систем. Додека ако тој систем не зрее самиот себе, со суплементи, значи од надвор, е многу тешко да се постигне некој очекуван ефект, за да тоа дете не биде кандидат за многу чести појави. Тоа е една добра вест за родителите, дека проблемите на детето од алергиска природа понатаму можат да се намалат. И за крај е една препорака како да се зајакне, рековте преку суплементи не може баш така, меѓутоа како на природен начин да се зајакне имунитетот. Како последно за во емисијата, како препорака за родителите? Сега рековме и од почеток дека тие деца што веќе имаат склоност кон алергија, превентивното делување е многу битно. Значи, избегнување на простории каде што тие деца реагираат на било која форма на алергија. Избегнување на храна која исто така делува алергично кај тие деца. Дополнително, што би делувало кај тие деца да се зајакне имунитарниот систем. Покрај тие лекови што се, да кажам, зајакнувачи на имунитарниот систем, на некој начин делуваат и витамините, кои се директно, значи како на некој начин ја зајакнуваат, меѓутоа не од тој степен што е пожелно, меѓутоа некои витамини имаат такво делување. Витаминот, посебно витаминот С и витаминот од Б комплексите, тие се директно значи делуваат во зајакнување, но тие не ја зреат имунитарниот систем, меѓутоа помагаат на некој начин, посебно витаминот С, помага многу во намалување на да кажам на клиничките знаци и симптоми кај тие деца. Значи исхрана богата со витамин С. Исхрана богата со витамин С, чиста вода, значи храната што се употребува да е, да кажам, што по биохрана, значи што по биохрана, да се избегнува храна, меѓутоа сега е тоа многу тешко да се одреди која би била границата на био и не биохрана, така да во нашето подневје, значи тоа е многу тешко сега да се стави една линија која храна е био, која не е био, меѓутоа се што се
значи све што се употребува за исхрана на детето, треба добро многу да се чисти, да биде зовриено, да се готви така како што треба и водата секако. Ви благодарам, докторе. Убавината не е случајна. Во чекор со светските трендови, куќата на убавина Силуете се грижи за вашиот совршен комплетен изглед. Доверете ја својата убавина во вистински раце. Во салонот Силуете Тетово ќе се погрижат за убавината на вашето лице, тело и коса. Проверете зошто познатите грижата за својата убавина ја доверија на Силуете Тетово. Најнова метода јапонско исцртување на веѓи, хијалурон пополнување на усни, фризура и шминка за невести, третмани за слабење, надградба на коса и ногти, со локација во Стара Тетовчанка. Убавината не е случајна. Силуете. Телефон за контакт 044 35 25 25. Нашите деца се нашето богатство. Грижата за нив започнува уште во стомакот на мајката. Здрава бременост по сите протоколи во новата гинеколошка ординација во Тетово Меркур Венера на специјалист гинеколог доктор Борислава Спировска. Најсовремена апаратура, стручен тим и достапност во секое време. Ординацијата работи со здравствени книшки, 3D ултразвук на матка и јајници, пап тест, колпоскопија, ХПВ типизација, брисеви, подготовка за инвитро оплодување, советувалиште за контрацепција. Резултатот од пап тестот го добивате во рок од 48 часа. Гинеколошката ординација Меркур Венера работи со термини со закажување. Закажете на телефонот 078 248 362. Локација во близина на Штоловиот универзитет, десно од семафорите на патот кон Брвеница. Секојдневно донесуваме некои одлуки, а тоа го правиме помалку или повеќе несвесни, бидејќи тие не се однесуваат на животно важни ситуации. Но како да постапиме кога ќе дојде време да донесеме одлука за промена на работа или за развод, например? Кој внимава на ветрот, никогаш не сее, а кој ги гледа облаците, никогаш не жнее, вели стара поговорка. Неодлучноста е главен непријател на добрите одлуки. Многумина всушност не сакаат активно да учествуваат дури ни во сопствениот живот, па важните одлуки им ги препуштаат на другите. Лошите околности кои всушност ја прикриваат мрзливоста или стравот од погрешна одлука, односно неповолни резултати, ги одвраќа од одлучувањето. Друга крајност е импулсивното носење одлуки. Подпирањето на моменталните емоции е една од најлошите стратегии на одлучување. Луѓето што речиси секогаш донесуваат добри и урамнотежени одлуки се ретки. Дали вие сте одговорни или сте непромислени, или дозволувате другите да одлучуваат наместо вас? Да изберете меѓу две или повеќе можности е тешко, бидејќи секој избор има своји последици. Понекогаш се чини дека некоја одлука е добра, но на крај завршува лошо, а понекогаш поминуваме многу подобро иако сме донеле некоја бесмислена одлука. Еве што да направите за да донесете добра одлука. Сите можности и понуди внимателно разгледајте ги и запишете ги на хартија. Запишете ги сите можности, зошто сте за, зошто сте против. За ова ќе потрошите време и енергија во зависност од тежината на наградата или казната што следи во вашиот избор. Размислете за последиците, како одлуката ќе влијае врз вас и вашите најблиски, како ќе влијае врз вашето здравје и дали е во сооднос со вредностите што ги застапувате. Не донесувајте одлуки под силен притисок. Ако одлуката ја донесете на брзина или сте изложени на силни притисоци при нејзино донесување, веројатноста дека ќе донесете погрешна одлука значително се зголемува. Ако мислите дека немате доволно информации, не донесувајте одлука.
Ако не ви се достапни информациите или не ги разбирате во целост, најдобро е да причекате додека ситуацијата не ви стане појасна. Прифатете дека грешките се можни, затоа секогаш имајте план Б. Избегнувањето одлуки е страв од одговорност. Стравот од донесување погрешни одлуки постепено ќе исчезне ако почнете почесто да донесувате одлуки. Подсетете се кои би биле најлошите последици и проценете колкава е шансата нешто такво да се случи. Ако можете да го толерирате и најлошиот можен исход, од што тогаш се плашите? Оние што се склони кон неодлучност треба да имаат на ум дека малку нешта во животот се непроменливи. Дури ако донесете важна одлука, а подоцна со неа не сте задоволни, тоа не значи дека не можете да ја промените. Ниту одлуката за избор на кариера не мора да биде трајна. Секако ќе заштедите многу време, пари и нерви ако погодите од прва. Одлуките кои на повеќето не им се допаѓаат, кога е во прашање на вистина тежок избор, многумина никако не може да се одлучат. Животот понекогаш може да не изненади со две еднакво лоши алтернативи, но дури и тогаш е добро да донесете одлука, бидејќи во самиот процес ќе станеме поодговорни. Кај народот има една поговорка која што вели избери го помалото зло. И за крај една интересна информација. Благозголемениот шеќер во крвта придонесува за донесување смирени и мудри одлуки, а недостигот од гликоза доведува до импулсивни чекори. Научниците од Универзитетот во Јужна Дакота советуваат пред да донесете каква било важна одлука да се напиете за шеќерен сок, бидејќи главата така најдобро се разбиструва. Се надевам дека и овој пат го задржавме вашето ценето внимание. Емисијата заврши, сега слободно може да се посветите на друга активност што ве прави среќни. Поздрав и секое добро!